Денес е светскиот ден на мајчиниот јазик, 21 февруари. Но денес една тешка недоумица се испречува пред македонскиот народ и нашиот со векови создаден македонски литературен стандарден јазик. Велат, еден народ не исчезнува се додека зборува, чувствува и мисли на својот мајчин јазик. Меѓутоа, дали поради промената на името на државата и народот што во неа живее, се наговестува и промена на името на јазикот на народот. Македонскиот јазик беше официјализиран со решението на првото заседание на АСНО на 2 август 1944 година за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Понатаму со решението на Президиумот на АСНОМ од 5 мај 1945 година и за македонската азбука со официјално усвојување на македонскиот правопис на 7 јуни 1945 година. За жал, во Македонија имаме ненародна власт, која со катастрофалниот антидржавен договор со Грција се откажува од заложбите и одлуките на АСНОМ, со кои се дефинира македонската држава и нашето македонско јадро. Имаме власт која наместо да поддржува долгогодишни културни програми и манифестации кои директно се поврзуваат со битисувањето на македонецот, распределува средства преку Министерството за култура со кои се разорува и она што го наследивне од минатите генерации. Сведоци сме на големи и непромислени чекори во поглед нарушењето на се што е македонско. Македонската историја, македонскиот идентитет и интегритет, а со тоа се подразбира, се подкопуваат и темелите на мајчиниот јазик. Комисиите кои работат на промена на македонската историја во соработка со Бугарија и Грција се уште еден доказ за откажување од македонските револуционери, дејци, учители кои го трасираа патот по кој треба да чекориме. Воведувањето на двојазичноста на цела територија на Македонија на еден шверцерски начин со погазување на уставот и законите, истовремено значи и фрлање во сенка на сопствениот јазик, на сопственото сонце кое треба да не грее се додека не има. Затоа, почитувани, нека ни е честит светскиот ден на мајчиниот јазик. Само да не дозволиме да се заборави дека нашиот исконски, со жртви платен мајчин јазик за навек ќе биде македонскиот јазик со неговото кирилско писмо.